Кочанските таксисти ќе се едуцираат учејќи англиски јазик. Локалните власти во иднина ќе ангажираат професори кои ќе ги вршат потребните обуки. Преку јавен повик може да се пријавуваат такси возачи вработени во правни лица лиценцирани за такси дејност од општината, за да посетуваат обука за изучување на англискиот. Обуката ќе содржи 80 часови, односно 40 блок часови. Трошоците за обука за изучување англиски јазик ќе се обезбедат од буџетот на општината. Таксистите и не се воодушевени од ваквата одлука. Мислам дека не е потребно туку у Кочани да се учи англиски јазик, затоа што правостручните лица не знаат англиски и немаме ние туристи англиски тука да учиме за да имаме англиски јазик. Не дека е погрешно, мислам дека не е потребно само ако англиски јазик, треба да се знае како светски јазик. То не е добро што треба да се уведе за таксистите. Ако треба ние да знаеме англиски јазик, ќе треба и многу други институции што работат луѓе таму, треба и таму да се знае англиски. Ќе дојде некој англичанец во дуќанот, ќе влезе и продавачот ќе знае ли англиски да му одговори. Зависи колку ќе тражат ние да знаеме англиски. Ако тражат да знаеме 100%, ние нема да може да научиме 100%. Ако тражат 10%, what's your name, ќе кажеме. Инаку права на учество на јавниот повик имаат сите такси возачи вработени во правни лица, лиценцирани за такси дејност од општината, кои не се постари од 62 години и се вработени како такси возачи. Пријавените кандидати ќе бидат известени за периодот, местото и условите за одржување на обуката и за изучување англиски јазик. Кандидатите кои нема да се пријават на јавниот повик до рокот предвиден за пријавување, немаат право да ја посетуваат обуката организирана од општината, односно подготовките за испитот ќе биде на нивен трошок.